Ќе биде добро вака. Уред. Добар ден. Почитувани. Добар ден, почитувани филозофи, професори, истражувачи, влюбеници во кон делото на Имануел Кант, насловено 300 години Кант. Сите после овие два дена, каде што ќе имаме излагања кон делото на Кант и каде што ќе имаме се надевам плодна дискусија, барем малку да излеземе просветлени од излагањето на овие влюбеници во мудрост. Не го знам ова. Некој... Поред. Сега е добро. Или треба погласно зборам? Добро, да почнем. Јас сум денеска тука поставен како промотор и ќе се обидам накратко да ви го доловам 35-тото издание на филозофското списание Филозофска трибина. Како што кажа претходно и Љупчо, председателот на Филозофското друштво, значи ова списание излегува од 1978 година и еве стигнавме со креативни напори до неговото 35-то издание. Од субјективен аспект можам да кажам дека читајќи го списанието последниве неколку години со сигурност едно можам да кажам. Македонија нема сиромашна филозофска, не е сиромашна земја со влюбеници во мудрост. Јас читајќи го списанието, наоѓам дека на ова мало парче територија имаме безброј сродни и ближни мои души кои што расправаат за проблеми кои што јас воопшто некогаш не сум ги третирал ниту како општо важни, а многу често се среќавам и со такви проблеми за кои што не сум знаел дека во филозофијата се проблеми. На некој начин филозофското списание ме освестува дека на ова парче земја имаме влюбеници во филозофијата кои што творат на многу различни теми, а кои што теми на некој начин можам да кажам дека е премалку еден човечки живот за да воопшто може и да чита и да размислува за сите нив. Така и во овој број, во него имаме најразлични тематики, различни пристапи кон филозофски проблеми, некои ми се поблиски, некои ми се подалечни, а некои дури скроз страни. Се уште не е издадено, мислам, ова филозофско списание, кај да е во блиска иднина ќе го најдете во издавачките салони на книжарниците или култура и буква. Во него се поместени 4 текстови од темата на бројот Адам Смит 300 години од раѓањето. Тоа се текстовите на Јасмина Поповска, доктор Бошко Караджов, професор доктор Куштрим Ахмети и доктор Игор Поптрајков. Тоа е тема од минатогодишниот симпозиум во рамките на Светскиот ден на филозофијата, одржан на 16 ноември 2023. Потоа 4 авторски текстови од доктор Лазар Фотев, професор доктор Марија Тодоровска, Милчо Манчевски, професор доктор во пензија Александар Прокопиев. Еден превод од кинескиот филозоф Чжуан Ци, придружен и со предговор од доктор Игор Радев, 2 студентски текста од Благоја Николовски и Илија Велјановски, еден текст во рубриката Средношколски форум од веќе не средношколката Теодора Лазевска, 3 прикази на книги од професор доктор Ана Демишковска, професор доктор Марија Тодоровска и Наташа Атанасова и 2 прилога во рубриката Филозофскиот живот. Најпрво ќе почнам со оние 4 текста кои што се посветени на минатогодишниот тема, посветени на Адам Смит 300 години од раѓањето. Тука се текстовите на Јасмина Поповска и ќе почнам со низиниот текст Јасмина Поповска, Доблестите и комерцијалното општество, Адам Смит и Фронезис. Професорката се обидува да ја промисли етичката вредност фронезис или пруденција, навраќајќи се пред се на античкото разбирање на оваа етичка вредност, најпрво кај Аристотела, потоа кај стоиците и кај епикурејците. И при тоа таа го анализира употребата на оваа етичка вредност во делата Богатството на народите и теоријата за моралните чувства на Адам Смит. Меѓутоа, она што можеме да забележиме дека оваа етичка вредност која што имаме во антиката, фронезис посебно нагласена како разборетост или јас како што знам да кажам промислена одмереност, значи
го менува или го трансформира своето значење подоцна во употребата на истата етичка вредност во делата на Адам Смит. Таа покажува дека Смит се фокусира на достигнувањето на прикладноста на мноштвото, односно на инфериорната пруденција, како што таа вели, која е попрагматична, поедноставна, попрактична и пореалистична, оставајќи она надчовечка, идеална филозофска пруденција на мудрите елити. Пруденција и воопшто етичкото со Смит и после Смит влегува во доменот на размената и комерцијалното. Таа веќе никогаш не останува иста во економската елаборација, поради тоа не изненадува тоа што после Смит таа не наоѓа повеќе смисла, тоест не наоѓа повеќе место во системот на доблести, туку повеќе во сферата на економското и трансакцијското, како ликвидност, ефективност и така натаму. Вториот текст посветен на Адам Смит го имаме од Бошко Карачов, "Невидливата рака и моралноста на слободниот пазар". За Бошко Карачов Адам Смит не припаѓа ниту на социјалдемократската идеологија, иако зборува за работничките права, ниту пак е класичен либерал. Сепак Адам Смит во својот либертаријански поглед, традиционален за англосаксонската мисла, втемелен на идејата за природното право, идејата за себе поседување, идејата за ненасилство, Адам Смит смета дека сите интервенции на власта во економијата се нелегитимни, освен ако истите не се казна или превенција од нарушувањето на нечии други природни права. Укажува, од тоа произлегува дека сепак би требало некаде да го поместиме, Адам Смит е многу поблиску до класичната либерална филозофија. Бошко Караджов доста внимание посветува на поимот невидливата рака и на фри маркет или слободниот пазар и интересно разбирањето или да се нагласи тој став од делата на Адам Смит дека невидливата рака упатува на можноста за саморегулација на пазарното стопанисување, како и можноста за постигнување максимална општествена добробит преку следењето на сопствениот интерес. Идејата за невидливата рака представува постојање на еден социјално спектрален порив, со чија помош пазарот и неговата саморегулација го водат поединецот кон потребата да носи најдобри одлуки за постигнување на добробит на што повеќе луѓе. Или логиката која е? Кога човек кога го следи својот собствен интерес, често го напредува интересот на општеството поефикасно одошто кога навистина настојува да го напредува. Никогаш нема видено да направиле многу добро оние што се преправаат дека тргуваат поради јавното добро. Значи поентата е ненамерно постигнување на максимален општ добробит. Тука можам да споменам дека Бошко Караджов се наврка и наназад во историјата и кажува дека идејата за невидливата рака постои во Хадисот и наведува еден шведско-фински економист кој што живел и пишувал дел од 10 години пред да ги издаде своите дела Адам Смит, тоа Андреас Чудениус. Меѓутоа, ова само како накратко о тој ретроспективен историски момент. На крајот сакам да нагласам и она кај Бошко Караджов, кој што подоцна го има и кај Куштрим Ахмети во неговиот текст Адам Смит и политичката економија на Мишел Фуко, биополитика, биоекономија, а тоа е дека не само што се зборува за слободниот пазар и за тоа дека политиката не смее да се меша во економските односи и економските закони, туку и обратното, не смее да се дозволи на трговците и мануфактуристите да завладеат во областа на политичкото. Значи, кога би се случило тоа, тие секој се побудени од својот личен интерес и поради тоа, најверојатно поради тој нивен личен интерес, ќе доведе до општо осиромашување во државата. Значи, тоа можеме со примери да го видиме или да успоредиме и со нашата држава. Кај Куштрим Ахмети или неговиот текст Адам Смит и политичката економија на Мишел Фуко, биополитика и биоекономија, ќе кажам следно. Ќе го истакнам поимот лезе-фер, нека се случи, или нека се случува, нека постои, нека тече. И она што е карактеристично во овој текст е што врз основа на новите историски случувања ние се соочуваме со еден нов феномен кој што го анализира Мишел Фуко, а тоа е новиот вид на човек или човекот Homo economicus.
Според Мишел Фуко, тој е субјект или објект на стратегијата laissez-faire, тој кој ја прифаќа стварност или систематски одговора на промените на варијаблите во окружувањето. Тој homo economicus се појавува како некој кој е среќен, кој одговара на систематските промени во окружувањето. Homo economicus е оној со кој навистина добро може да се управува, или на некој начин видна успешна личност во современото општество. Четвртиот текст е дистрибуција, продукција, нарација, невидливата рака на Адам Смит во филмската индустрија кај Игор Поп Трајков. Ова е еден интересен текст каде што Игор Поп Трајков прави една споредба и анализа постојано со филмската индустрија и тамошните закони кои што владеат и укажува дека ова област од општествената стварност изворедно ова логика на тие односи изворено одговараат на делата на Адам Смит и онаа идеја која што тој имал за слободниот пазар. И вели целта на овој труд е да подвлече дека ако сакаме економијата да ја развиеме без таа да се доближи до нелибералниот капитализам, односно да дојде до кобни последици врз демократијата и човечките права, тогаш треба да се инсистира на природниот логичен практичен тек на нештата, онака како што тие се опишани преку системот на невидливата рака. Не смее државата да се меша во економијата, но треба да ја планира на макро и на интернационално ниво, отварајќи го пазарот, развивајќи ја вредноста на производот преку развивањето на производствениот процес и технологијата. Авторот смета дека токму поради последново овој текст е насушен, бидејќи живееме во време кога глобализацијата ја поместува економијата кон центарот во политичка и социјална смисла. И затоа тој ја нуди ова алтернатива, оваа анализа на филмската индустрија, во која што преку правење споредба укажува дека изворено одговара на онаа замисла на Адам Смит за слободниот пазар. Сега, другиот дел од ова списание се 4 авторски текста, значи со различна тематика. Тука ќе го споменам текстот на семантичката теорија за вистината на Алфред Тарски, Лазар Фотев, каде што се прави една анализа, современа анализа од 40-тите години од 20 век на Алфред Тарски за тоа која е таа теорија за вистината и се прави една, така да кажем, споредба со она класична теорија на вистината која што знаеме уште од времето на Аристотел, која што гласи вистината како кореспонденција или адекватност. Всушност, тука имаме едно ново преформулирање во духот на формално-логичкиот јазик и промислување на самата семантичка теорија за вистината. Всушност, за што станува збор? Заслугата на Тарски не се состои во изнаоѓање на една општа дефиниција за вистината, туку во поставувањето на општи услови што која било дефиниција за вистината треба да ги задоволи. Значи, не се работи за некоја дефиниција за вистината, туку за општи услови кои што ќе ги постави самиот Алфред Тарски и тие општи услови треба да ги исполнува по секоја дефиниција. Имено значењето и смислата на проблемот на дефинирање на вистината кај природните јазици не е сосема јасно, а негово решение може да има само приближен карактер. Значи се оградува од природните јазици, според тоа решението на проблемот околу дефинирањето на вистината како семантички поим е можно само кај формализираните јазици, односно во рамките на еден систем на дедуктивната логика, пред се поради фактот што тоа се единствени јазици со точно определена структура. Значи, затоа велев дека на формално-логичко ниво е ова промислување на вистината и во ова свое размислување тој поаѓа од премисата дека секоја дефиниција чија цел е да ги расветли суштинските аспекти на поимот што го дефинира треба да исполнува два типа услови, да биде материјално адекватна и формално коректна. Значи ги анализира подоцна и двата типа на услови. И тука Лазар Фотев наведува кај Тарски дека тој Тарски анализира и доаѓа и до некои многу важни семантички поими како задоволувањето, еве да го кажам, кој што е многу битен услов за да имаме една успешна семантичка теорија за вистината. Следниот текст, сосем друга нарација, демонската опасност за христијаните според Тертулијан на професор доктор Марија Тодоровска.
Значи, демонската опасност за християните според Тертулиан, Марија Тодоровска не наврека некаде во раното християнство и размислува за злото, т.е. и го предочува разбирањето на злото преку еден апологет од таа рано христијанска филозофија, а тоа е Тертулиан. Тертулиан силно се спротивставувал на гностичката космологија и онтологија во која се претпоставуваат две божества вклучени во создавањето. Сепак, низ неговиот опус има јасен дуализам, не на космолошки, туку на етички план. Значи, нема шанси Тертулиан да е манихиист, меѓутоа на етички план објаснувањето на злото како присутност во секојдневниот човечки живот и тоа како е присутно. И тука прави Марија Тодоровска доста примери каде се можеме да го видиме тоа зло во секојдневниот живот, во разбирањето уште во 3-тиот век од новата ера. Еден од најсекојдневните начини на пројавување на злото е уживањето во спектакли, во циркус, на театар, во амфитеатар. И ова му штети на посакуваниот строг и аскетски живот на христијаните. Тертулијан објаснува дека незаузданото уживање може да биде навредливо за Бог. Односно, ако се предадеме на чувствата, ние се оддалечуваме од Бог. Идејата е, и плюс како дополнение, идејата е ако човек не се изложи на опасност, нема да западне во неволи. И ако западнал во неволи, тоа е затоа што самиот си дозволил да се изложува на опасност. Значи, не треба ниту да си дозволуваме во опасности, да влегуваме, односно во она што се нарекува, така да кажам, искушение. Тешко да, и самиот вели, тешко да има човечко суштество кога не е на некој начин и во одредено време посетено од страна на демони. Значи, сите сме на некој начин во одреден дел од својот живот обземени од демони. А познато е дека и прераната и насилна смрт што луѓето ја припишуваат на несреќи, всушност е предизвикана од демони. Тоа го тврди Тертулијан. И интересно е, се прави една анализа за природата на самиот ѓавол, како се случува тој толку да биде присутен во секојдневниот живот, се зборува за неговиот пат и кога ќе правите некои анализи во тие цитати кои што се извадени од Стариот Завет, ќе видите дека судбината на ѓавол, така да кажам, по моја процена е многу слична и со судбината на човекот во однос на тој свет. Еве ќе ви кажам, Тертулијан исто така кажува дека Бог не направил ѓаволот да биде ѓавол, туку дека непријателот или овој ѓаволот бил направен од самиот себе, а не создаден. Тој станал зло преку преобразувањето на самиот себе поради своите собствени избори, што го имаме и во однос на судбината на човекот. Ова почнало од обвинувањето на Бог пред Ева во врска со забраната за јадење од дрвото во градината, пишува Тертулијан. Третиот текст од овие авторски текстови, веќе малку излегуваме од она класична филозофија и одеме кон филмософијата. Значи, еден текст, мислам дека од еден од 5 есеи на Милчо Манчевски, текстот се вика засновано на вистински настан, вистина и приказка, уметност и верба, Милчо Манчевски. Она што е интересно во текстот е дека Манчевски се запрашува, и мене така се уште се прашува, се запрашува за потребата еден филм да се заснова на вистински настан. Кога некој ќе каже, кој ќе во најавата на филмот, овој филм се заснова на вистински настан и зошто ние толку стануваме посериозни и во самото доживување, поконцентрирани и повеќе мислиме на тоа, го анализираме нашето емотивно доживување. Истото се запрашува Милчо Манчевски и прави една анализа со неговиот филм Мајки, во кој што имаме 3 нарации, а кој што сите 3 нарации, т.е. трите приказни, иако не врзани една со друга, Милчо Манчевски вели дека се од вистински приказни. Еве, што вели тој? Сите имаме гледано лоши и неуверливи филмови засновани на вистински настани, а сите сме гледали супер филмови кои целосно биле плод на нечија фантазија. Со други зборови, филмот, кој бил филм, ќе биде поинаков од стварноста на вистината за која зборува. Па зошто тогаш да ги инсистираме на веродостојноста или вистинитоста на филмот? И самиот кажува дека, ние како конзументи на филмската уметност секојаш треба да имаме доверба во филмот без разлика на ова дали филмот заснова на вистински настан, како што тој подоцна што опишува. Вистинскиот диалог на уметникот е веројатно подлабок кога тој комуницира со уметничкото дело што го создава, отколку со потенцијалниот вдишувач на уметност. Значи, вистинската доверба е кога
тој искрено ќе мисли само на уметничкото дело додека го создава уметничкото дело. И затоа велам во обртна слика и ние треба на некој начин додека го гледаме филмот да мислиме само на филмот, а не да мислиме дали филмот е вистински настан, се заснова на вистински настан или не. Тука се наведува приказната за Владо Таневски, за она морбидна приказна, и сите три приказни всушност во Мајки не се некоја светла приказна. За Владо Таневски, кој што пак во тоа кичево, каде што ништо не се случува, каде што не може да пишува извештај, направил стварност, значи, за да стане афирмиран новинар, тоа да му се читаат неговите извештаи. И на крајот, она што го заклучува Милчо Манчевски, не е битно дали едно уметничко дело е вистина или приказна, квалитетот на делото и вербата на гледачот во тоа конкретно уметничко дело, верба што самото дело ја заслужило, е она што го прави делото успешно. Значи, и целиот филм е на некој начин да го докаже спортивното, ова, барем така го разберам, филмот Мајки. Тука имаме уште еден текст на Александар Прокопиев, Ex forti dulcedo или Благост од целината. Александар Прокопиев ни доловува еден период од животот на познатиот италијански ликовен уметник Микеланджело и зборува за платонската љубов. Значи, во 7-та деценија од својот живот Микеланджело, кој што имал така дрска нарав, значи најчесто сакал да се кара, кавгаџиски однос и малце агресивен. Значи, на крајот во таа 7-та деценија од својот живот тој се запознава со една поетеса Виторија Колона. И тоа како да го омекнува неговиот карактер. Значи, тој пронаоѓа на своја сродна душа. Виторија Колона ја запознава во Рим, таа е поетеса, аристократка, маркиза од Пескара, со широко образование, со авторитет во високите општествени кругови. И тоа го ублажува неговиот дрзок карактер и на некој начин го претвара во поет. Голем дел од неговото поетско творештво се пишувани баш во овој период и се предава на тој негов изблик на емоции и она што кажува Александар Прокопиев дека ова врска, ова љубов останува платонска. Зошто платонска? Тој прави една споредба затоа што можеби сите тие песни веќе претходно, така да кажам, да биле во главата на Микеланджело кога бил во, така да кажам, во еден љубовен однос со еден друг, меѓутоа машки лик, Томазо де Кавалиери, една широко позната во тоа време личност која имала и внатрешна и надворешна убавина. Значи, приказната на некој начин зборува за тоа платонското на Микеланджело и кон Томазо де Кавалиери и кон Виторија Колона и го кажува дека како, значи, со песните го испратил Александар, како што со песните го испратил, ја испратил својата платонска љубов Виторија, така подоцна и Томазо де Кавалиери го испраќа на погреб самиот Микеланджело. Тука подоа ќе продолжам со овој превод од поглавието за уедначувањето на сите нешта од книгата на Жуан Ци, философска пеперуга, помеѓу стварност и сонот, и воглавно ќе се задржам на тој дел кон преводот на поглавието, она што е подоцна преводот, вие самите ќе се читате. Значи, за уедначувањето на нештата за Жуан Ци, Игор Радев, значи како автор и како преведувач на ова дело, значи зборува за таа филозофска, тоест за кинеската филозофија и укажува дека во кинеската филозофија имаме два доминантни правци, едниот оној конфуцијанство и другиот таоизам. Едниот припаѓа на Конфуција и тој го анализира како напред со минатото како образец, значи без минатото никаде, преку декодирање на културни кодови и тоа нели подоцна се рекол конфуцијанство, а оној таоизмот навнатре кон исконот, преку недејствување. Овој Жуан Ци припаѓа на неотаоизмот или на некој начин на она навраќање навнатре кон исконот
или е следбеник на познатиот овој кинески филозоф Лао Це. Игор Радев напоменува дека редакцијата на текстот, која сега нам ни е позната, потекнува од период на Трите царства, кога доаѓа до зголемен интерес во интелектуалните кругови на Кина за делата на Лао Це и Чжуан Ци, и која е насочен пред се кон развивање на метафизички и естетски импликации содржано во нивното учење. Овој правец во кинеската мисла е наречен изучување на таинственоста или од странски именуватели како неотоизм. Тука сега ќе се префрлиме на на двата текста кои што ги имаме од наши млади влюбеници во филозофијата, студенти, едниот на Благој Николовски, а другиот на Илија Велјановски. Трансценденталниот аргумент за постоењето на Бог, објаснување на гносеолошките предпоставки, е текстот на Благој Николовски. Значи, имаме една религијска проблематика, каде што Благој Николовски користи, доста е обемен текстот, меѓутоа јас ќе ги земам тој кулминацијски дел, значи користи спротивставува два познати докази во религијата, во историјата на религијата, пресупозиционарната апологетика, и ја прикажува преку Вантил, и наспроти гносеолошката автономија. Значи, главно, Благој Николовски сака да каже дека овој доказ, пресупозиционарната апологетика, не се однесува општо на христијанството, туку се однесува пред се на православното христијанство. Кај него можем да прочитаме: трансценденталните категории се предуслов за кое било искуство, вклучувајќи го и пишувањето на овој текст. На прашањето околу тоа како овие нематеријални категории може да бидат докажани, се тргнува кон трансценденталното аргументирање. Во овој текст ќе биде аргументирано афирмативно за постоењето на Бог, но не за оној генерички теизам, туку за православниот. Бог во православната теологија е специфичен поради тоа што се концепира како разумен, сезнаешки, трансцендентен, нужен, интернационален во креацијата, личен и во заедницата. Ван Тилн посочува, ова е најбитното, дека светот на случајност е атеистички светоглед, тоест противен на интенционалниот свет на христијанството. Само во намерниот свет човекот, разумот и светот се поврзани. Бидејќи откровението го поставува како Бог, како врвен авторитет, да се аргументира за верата од друг авторитет, значи да се постави нешто друго над Бог, смета дека е неуместно. Секој обид да се дебатира за авторитет поголем од Бог е само поразувачки, и поради тоа христијанската парадигма мора да биде претпоставена. Бог кој е нематеријален не може да се докаже на ист начин како што би го докажале некој материјален предмет, затоа трансценденталните категории се предуслов за метааргументирање на кој му е потребен одреден светоглед за да им даде објаснување, како на пример тој на православната парадигма. И тука имаме уште еден текст, оној на Илија Велјановски, влијанието на софистите Протагора и Горгија врз Пироновиот скептицизам. Воглавно Илија Велјановски се обидува да најде дали воопшто постои врска и некое влијание помеѓу софистите и античкиот скептицизам. На почетокот зборува дека релативистичката позиција е заедничка и на двајцата, но понатаму се префрла на критика на скептицизмот кон софистите, поради тоа што ги смета за догматици, и на крајот го изнесува и она книга на Секст Емпирик против реторичарите, во кој што кажува дека скептицистите биле и против реториката. На некој начин, на крајот заклучокот е дека има некое мало сепак влијание помеѓу софистите и скептицизмот. Тука вие во ова списание можете да прочитате и еден средношколски есеј посветен на филмот Духот на училиштето, каде што во издание на филмскиот, тоест во сегментот за едукативна програма на фестивалот, значи во еден надпревар на средношколците кои што треба да направат една анализа на филм, значи е поместен и овој есеј, каде што, јас ќе кажам само накратко, во сочетањето вие ќе можете да се внесете во еден средношколски дух, како тој размислува филозофски, меѓутоа и преку една проза која што има своја уметничка убавина.
Сега нема воопшто да говорам за промотивната реч за Манчевски ПТС, бидејќи веќе за Манчевски зборувавме заеден. Сега промотивната реч за филозофската трибина 33 на Марија Тодоровска ќе си гледате на YouTube каналот. Меѓутоа само ќе спомнам за една многу така мила книга, она на Иван Джепаровски, која што ја издаде Комичното и хуморот. Значи, сакам да кажам дека целата историја многу повеќе е проткаена со трагичното и постојаната размисла за трагичното. Литературата за комичното и смеата е ретка, раритетна, и затоа вреди да се има и да се чита и да се негува ова книга. Ви благодарам за слушањето.